Секој 14 јануари календарот на Македонската православна црква Охридска архиепископија забележува 3 празници, различни еден од друг. Тоа се Обрежание Христово, Свети Василий Велики и Стара Нова година. Кај верниците најмногу се познати Василица, која се слави во чест на Свети Василий како следбеник на Исусовата вера, и Стара Нова година, односно почетокот на православната година по јулијанскиот календар. Во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово утрово се одржа света божествена литургија. Во овој ден, кога го празнуваме овој Господов празник на обрезанието на Господа Исуса Христа, го празнуваме и светиот Василий Велики, еден од големите оци на Светата Црква Божја, кој што дејствуваше во Кесарија Кападокиска во 4 век, творец е на литургијата според Василий Велики, која ја богослужиме 10 пати во годината, творец и пишуваче на монашките правила, на дел од каноните, на дела кои што објаснуваат тајната на Светата Троица, на етички и аскетски дела, со што на црквата и остави богато наследство овој архиереј Христов, кој што се упокои релативно млад, на 49 годишна возраст, и се представи пред својот Бог Христос да се моли за нас. Од бројните поулки на светиот Василий Велики, денес ќе извојам една, која што мисламе дека е многу важна во време во кое живееме, а тоа е што почесто да се причестуваме со светите тајни Христови, исповедувајќи се пред своите духовници и пристапувајќи кон нив. Еднаш го прашуваат Свети Василий Велики во едно писмо колку често треба да се причестува, а тој им одговара: ние во Кесариската црква, каде што он бил епископ, се причестуваме и служиме среда, петок, сабота и недела. Но добро е човек да ревнува и почесто, па дури и секојдневно, да се причестува со божествените тајни. Од црквата на сите православни верници им ја честитаат новата година според јулијанскиот календар. Денес, според календарот кој го користиме, во нашата света црква започнува новото 2021 лето Господово. Поминавме една тешка година позади нас, но го молиме човеколюбивиот Бог Троица оваа година да биде година на наша преобразба, на наше покаяние, па кога Господ ја види нашата преобразба и покаяние, да го победи овој погубен вирус, ова тешка кризна состојба во која што се наоѓаме, за да му благодариме на Него со усарност. Од моето име, од името на Неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, браќата свештенослужители при нашето наместништво, ви го честитам новото 2021 лето Господово, посакувајќи во него пред се покаяние, потоа здравје, мир и благосостојба од човеколюбивиот Бог Троица. Амин. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние што го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Денес традиционално се јаде комат со паричка, а оној на кој ќе му се падне паричката, се верува дека среќа ќе го следи во текот на целата година.